Денеска православната црква ги празнува светите маченици Аникита и Фотий и свештеномаченикот Александар, епископ Комански. Светите маченици Аникита и Фотий. Царот Диоклецијан еднаш го посетил градот Никомидија со лоша предумисла, тука потполно да ги истреби христијаните. Па кога почнал бездушно да ги измачува христијаните, пред него се појавил светиот Аникита, еден од градоначалниците, и смело пред царот ја исповедал својата вера во Христа Господа, Бог воплотен во тело заради нашето спасение. При тоа, светиот Аникита уште ги изобличил идолите како неми и глуви камења, на кои е недостојно за разумниот човек да им се поклонуваме. Разлутен, царот наредил та јазикот му го отсекле. Но Аникита со силата Божја и понатаму зборувал. Тогаш пуштиле лав на него, но лавот се умилкувал околу него. Во тој час Херкуловиот храм паднал. Фотий, роднина на Аникита, видувајќи го накажувањето и трпението на Аникита, го целивал Аникита, се објавил себе за христијанин и му довикнал на царот. О идолопоклонику, посрами се, боговите твои се ништожни. Царот наредил веднаш да го обезглават, но джелатот, кревајќи рака на светиот Фотий, самиот себе се удрил со мечот и умрел. По долгите маки ги фрлиле двајцата во самица, каде што темнувале 3 години. Тогаш ги извеле, усвитиле огромна печка и ги фрлиле во оган. Многу други христијани, луѓе, жени и деца доброволно влегле со нив во огнот. И од огнот се чула молитвата на христијаните, со која му благодареле на Бога за маченичката смрт. Пострадале сите околу 305-тата. Светиот Аникита и светиот Фотий се призиваат во молитвите при осветувањето на елеј и при водосвет. Поуки од светите отци. Пред тајната на човекот, секоја љубов во себе содржи одговорност. Затоа потребна е непоколеблива вера, таква вера што е во состојба да ја види тајната на човекот. Таа тајна неможно е да биде видена со видот, со очите. Митрополит Антониј Блум. Свештеномаченикот Александар, епископ Комански, како прост ќумурџија, живеел во градот Коман, близу до Неокесарија. Кога умрел епископот Комански, тогаш бил повикан светиот Григорий, неокесаријски чудотворец, да председава на соборот за избор на новиот епископ. Во соборот имало и клирици и лаици. И бирачите никако не можеле да се согласат на една личност. При оценувањето на кандидатот, сите повеќе се задржувале на оцената на нивната надворешност, надворешното достоинство и однесување. Светиот Григорий тогаш рекол дека не би требало толку да се гледа на надворешните особини, колку на духовните способности. Некои шегаджи подсмешливо извикале: тогаш да го избереме за епископ Александар ќумурџијата. И настанала општа смеа. Светиот Григорий прашал кој е тој Александар.
па мислејќи дека неговото име во соборот не е споменато без Божјата промисла, наредил да го доведат на соборот. Ќумурџијата, како ќумурџија, бил целиот исцрнет и искинат. Самата негова појава повторно предизвикала смеја во соборот. Тогаш Григори го повикал настрана и го заколнал да му ја каже вистината за себе. И Александар му рекол дека тој бил грчки филозоф, дека уживал висока чест и положба, но дека се отфрлил, се понижил, се направил безумен заради Христа од тогаш, откако го прочитал и разбрал Светото писмо. Григори наредил да го измиле и го облекле во нови алишта. Па со него влегол во соборот и пред сите почнал да го испрашува од Светото писмо. Сите и се восхитиле на мудроста и зборовите, на благодата на Александар и одвај можеле да го познаат во тој мудрец бившиот молчалив ќумурџија. Едногласно бил избран за епископ. Со својата светост, мудрост и добрина ја придобил љубовта на својата паства. Завршил маченички за Христа во времето на царот Диоклецијан. Поуки од светите отци. Сиот наш живот е прекрасна тајна, позната единствено на Бог. Тој се одвива чудесно по некаков таинствен план, кој што не го забележуваме и не го разбираме. Секогаш и во се постои некаква поврзаност на околностите, но целта на таа поврзаност нам не ни е позната. Ние го сфаќаме значењето на оваа или онаа ситуација, но во сето тоа постои длабока смисла. Нема ништо случајно во нашиот живот. Преподобен Варсануфи Оптински. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Поуки од светите отци. Потребно е да почекате. Бог делува, но тој има свој собствен ритам. Бог делува трпеливо и природата исто така. Цветот ќе се отвори кога ќе дојде времето. Се менува, но со сосема поинакво темпо од она на кое нашето избезумено општество се навикнало. Оваа трчаница, оваа паника, овој бран што сите нас не прави толку забрзани, воопшто не го допира Бога. Бог не влегува во оваа луда ритмика, тој се движи во ритамот на својата љубов и на своето трпение. Старец Нектарий Виталис.
Te